Ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. Сдруженијето Рурална коалиција од Куманово викендов организираше работилница на која се зборуваше за влијанието на пазарот и прилагодувањето на домашните политики кон современите глобални трендови. На работилницата присуствуваа земјоделски производители од поширокиот Кочански регион. Сдруженијето Рурална коалиција од Куманово заедно со своите партнерски сдруженија на земјоделците од неколку региони во државата во текот на изминатиот период го спроведува проектот Коалиција за правични и транспарентни политики, а кој се однесува на сите земјоделски производители. Во тие рамки викендов пред земјоделците од Кочанско беа представени целите на проектот, чие мото е мисли на пазар, не само на субвенции, а зашто невладините организации добиваат поддршка преку проектот на USAID за граѓанско општество. Ќе организираме ова работилница, чија цел е да се запознаат сите чинители од секторот земјоделство со потребите и проблемите кои ги имаат земјоделците при производство и барање на пазар на своите производи, како и производните цени. Ние имаме направено структура во цена на чинење на 3 производи, а тоа се доматот, грозјето и пченицата. Инаку целта на проектот е подобрување на економска конкурентност преку јавно и транспарентно спроведување на јавните политики со фокус на пазарот, не на субвенциите. Исто така за прв пат на крајот од проектот ќе биде потпишана една платформа за соработка и солидарност помеѓу околу 20 на сдруженија, која ќе ги содржи точките кои во иднина ќе ги брани интересите на засегнатите страни во целокупниот сектор земјоделство. Со оглед што Кочанскиот регион е оризопроизводен, а во истражувањата досега се анализирал пазарот само на трите споменати земјоделски култури, Магловска рече дека токму низ ваквите работилници може да се осознаат случувањата на пазарот и за другите земјоделски производи. Токму затоа во промоцијата на проектот се вклучени 17 градови во целата држава, со што на земјоделците им се приближува значењето на глобалните движења на пазарот и прилагодувањето на домашните политики спрема современите трендови во светот. Во рамки на работилницата и представувањето на проектот имаше и презентација на нови препарати, односно ѓубрива, што можат да се користат во земјоделското производство кај нас. Либералната партија на Македонија отвори своја канцеларија и во Кочани, со што ги засилува активностите на локално ниво. Истовремено, со организирањето на општинска организација, партијата ќе настојува што повеќе да се приближи до граѓаните за да ги представи своите програмски определби. Либералната партија ги зајакнува своите капацитети и активностите на локално ниво. Во таа насока е и отворањето на канцеларија на општинската организација во Кочани, што се случи викендов. Партиската просторија се наоѓа во централното градско подрачје на улицата Ке на Револуцијата, со што се овозможува приближување до граѓаните. Според лидерот на партијата Ивон Величковски, ваквата активност се наметнала како потреба, не само поради предстојните предизборни активности, туку и како логично решение за ширење на полето на дејствување, не само од политички аспект. Цениме дека е дојден моментот кога веќе можеме да отвориме и седиште, да се отвориме кон членовите и симпатизерите на Кочани полесно да бидеме достапни, луѓето да си ги остваруваат своите активности и во рамки на општинската организација, но се надам дека ова седиште ќе биде еден отворен простор и за сите оние кои што имаат и добра идеја, кои што сакаат и нешто да завршат во смисла на граѓански активизам. Ние стоиме на располагање да ги користат и нашите ресурси и за тие цели. Не мора да бидат членови на партијата, битно е сега да придонесеме кон една општа добра. Според Величковски, поминало времето кога политиката се кроела само во Скопје и во најголем дел се однесувала на главниот град, односно скоро сите ресурси завршувале таму. Канцеларијата на Либералната партија ќе биде отворена за сите граѓани кои се заинтересирани да помогнат за подобрување на општата политичка и економска состојба во земјата, рече координаторот на општинската организација. Сакаме сите заедно, да се советуваме како со народот, со граѓанскиот сектор, невладините организации и партиите, што да направиме за подобро да не биде. Ова нека биде напол. Знаете, тука каде е канцеларијата, отворени сме во секое време и младите нека дојдат, слободно можат да се дружат, да се обучуваат. Во моментот Либералната партија не припаѓа во ниеден од двата големи коалициски блока, со оглед што води поинаква политика, со отворена платформа, за да се обезбеди смирување на тензиите и нарушената политичка клима што владее во јавноста.
Партискиот лидер Величковски додаде дека веќе не е важно со кого, туку за што ќе бидеш, односно наместо на граѓаните да им се нудат некакви лажни приказни за поубава иднина, да се представи реалноста во која тие живеат, со ризик тоа и да не им се допаѓа. Полесен пристап до вработување на млади невработени лица е целта на опуката што во организација на жените на општина Свети Николе се одржа во Еврохотел градче. Учествуваат 40 млади лица од целата држава. Организацијата на жените на општина Свети Николе викендов во Еврохотел градче во Кочани ја реализираше првата обука од проектот "Зголеми ги своите вредности, едуцирај се", финансиски подржан од Генералниот секретаријат при владата на Република Македонија. Проектот има за цел да придонесе кон олеснување на пристапот до вработување на млади невработени лица, зајакнување на капацитетите и стекнување на дополнителни вештини на младите невработени лица на возраст до 35 години од Република Македонија, заради поголема конкурентност на пазарот на трудот. Целта на обуката е да младите невработени лица стекнат техники за полесен пристап при вработување, односно да научат како да изработат CV, мотивационо писмо и како да настапат на интервју за работа и воедно како да изработат сопствен бизнис план за кој што понатаму ќе го искористат за искористување на нивните предприемачки вештини, односно основање на сопствен бизнис. Во првата обука во моментов учествуваат 20 млади невработени лица на возраст од 18 до 35 години, а во проектот се вклучени уште 20 лица кои ќе се обучуваат во втората обука, што ќе се одржи од 15 до 17 април. Инаку обуката се состои од 8 едукативни работилници. Старица од Теранци викендов починала откако била прегазена од воз во близина на населбата Ѓорче Петров во Скопје. Истрагата на јавното обвинителство треба да даде одговор за околностите поради кои се случил настанот. 72 годишната Стоица П од селото Теранци викендов починала како последица од тешките телесни повреди, откако претходно во неа удрил воз. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, викендов било регистрирано дека на делот од пругата помеѓу железничката станица Ѓорче Петров во правец кон железничката станица Скопје Север, поточно кај самиот мост на реката Лепенец, патнички воз кој се обраќал на релацијата Кичево-Скопје удрил во жената. При тоа, од здобиените повреди, таа починала на самото место. Веднаш по ударот, возот бил запрен, а за настанот били известени надлежните полициски и судски органи. Од страна на увидна екипа од секторот за внатрешни работи Скопје бил извршен увид на местото на настанот, а по наредба на јавниот обвинител, телото на починатата е предадено во Институтот за судска медицина за обдукција. Во моментот се работи на целосно расчистување на случајот, пошто ќе бидат познати околностите во кои се случил трагичниот настан. Солидни резултати бележат учениците од основното училиште Никола Карев на општинските надпревари по англиски јазик, што во саботата се одржаа во основното училиште Малина Попиванова. Тројца ученици ќе го представуваат училиштето на регионалниот надпревар, што ќе се одржи на 16 април. На општинскиот надпревар по англиски јазик Елтам, што се одржа на 26 март, учениците од основното училиште Никола Карев бележат солидни резултати. Од 6 ученика кои што продолжуваат понатаму на регионален надпревар, 3 се наши ученици, и тоа Никола Малешевски и Бранко Дончев од 5 оделение и Стефан Богданов од 9 оделение, со тоа што Никола Малешевски од 5 оделение го освои првото место, Бранко Дончев го освои третото место, додека Стефан Богданов освои второ место од неговата група 9 оделение. Освен по англиски јазик, учениците бележат успеси и на надпреварите по математика и биологија. Јас сум Никола Малишевски, ученик во основното училиште Никола Карев. Имам 10 години и сум од наставничката Лилијана Теджиманова. Ова година одев на повеќе надпревари и еден од нив е Елтам, надпреварот по англиски, на него добив прво место. Беше многу добро искуството. Исто така одев и на надпревар по математика. Прво бевме на училишен надпревар по математика, таму добив прво место, а потоа бевме и на општински надпревар по математика. И таму, според бодовите, добив второ место, ама според успехот на другите ученици сум прво место.
Јас се викам Стеван Богданов и ученик сум во 9-то оделение во Основното училиште Никола Карев. Оваа година еден од надпреварите на кој што учествував беше општинскиот надпревар Елтам и освоив второ место. Тоа е огромен успех и сега веќе ги започнав подготовките за вториот круг. Беше ова многу добро искуство и исто така сакам да напоменам дека на регионалниот надпревар по биологија зедов трето место, при што сум прв на листата, и на општинскиот по математика второ место. Јас се викам Бранко Дончев, јас сум ученик од 5-то оделение во училиштето Ол Никола Карев. Јас се надпреварував во надпреварот по англиски јазик Елтам и добив трето место. И очекувам да добијам исто така добри резултати во регионалниот надпревар по англиски. Сега им предстои подготовка за регионалниот надпревар што ќе се одржи на 16 април. Хуманитарен концерт во рамки на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности се одржа во салата на мултикултурниот центар во Кочани. Организатори се младинците од Црвениот крст Кочани. Хуманитарен концерт за помош на социјално загрозено семејство од село Бели се одржа во салата на мултикултурниот центар во Кочани. Активноста е дел од проектот на Општинската организација на Црвен крст Кочани во рамки на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Настапија локални бендови од Кочани. Во организација на Општинската организација на Црвен крст Кочани во рамки на ПХВ проектот, ПХВ група која е формирана денеска организира хуманитарен концерт се со цел да помогнат на социјално загрозено семејство од село Бели. Во рамки на проектот нашата општинска организација организира повеќе настани кои се исто така од хуманитарен карактер и се наменети за лица на кои им е потребна помош најчесто од социјално загрозен карактер. Следна хуманитарна активност на младите од Црвен крст е хуманитарен надпревар во Билнард, чии што собрани средства и исто така ќе бидат наменети за помош на социјално загрозено семејство. Инаку, обуките во рамки на проектот се завршени и младинците веќе работат на терен и помагаат на лица на кои им е потребна помош. Машката народна носија од истибања најдобра во Македонија. Најдобрите се избираа на манифестацијата Денови на македонската народна носија, што се одржа во Кривогаштани и Прилеп. Ја презентираа играурците од фолклорниот ансамбл Китка, кои се закитија со награда за најдобра машка народна носија во државата. Викендов во Кривогаштани и Прилеп по 37 пат се одржа традиционалната фолклорна манифестација Денови на македонската народна носија 2016. На фестивалот настапија 24 екипи од цела Македонија, а помеѓу нив и представници од фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Играорците од Истибања беа облечени во невестинска носија која ја носеше Ангела Стојменова, моминска носија Мери Петрова и во зетовска носија Јован Наков, кои со својата оригиналност, комплетност и убавина го свртија вниманието и на дефилето низ Кривогаштани и на самиот настап, како на многобројната публика, така и на самото стручниот жири. Жирито составено од познати етнолози имаше тешка задача при доделувањето на наградите. Требаше да се одбере најубавата од најубавите народни носии од сите региони во Република Македонија. Беа доделени 3 награди: најдобра машка, женска и групна носија. Наградата за најдобра машка носија отиде во рацете на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, носија во која беше облечен играорецот Јован Наков. После наградите од новинарите, најдоброто од истокот во културата, комплетна сценска изведба на меѓународниот фестивал Тодорица 2016 во Свети Николе и најновата за најдобра машка носија во Македонија, за непол месец представува голем успех за ансамблот Китка од Истибања и голем стимул за членовите со уште поголем ентузијазам да го презентираат македонскиот фолклор на сцените во Македонија и низ светот. Следуваат информациите од спортот. Златни, сребрени и бронзени медали за каратистите на карате клубот Партизан на меѓународниот карате надпревар, што викендов се одржа во Власотинце, Република Србија. Најголем успех постигна Василија Христик, која доби пехар за најдобар борец на турнирот. Викендов каратистите на карате клубот Партизан од Кочани учествуваа на меѓународниот карате турнир во Власотинце, Република Србија.
Екипно, каратистите на Партизан го освоија второто место, а Василија Христик беше прогласена за најдобар борец во Власотинце. На надпреварот во Власотинце, Србија, се закитив со 2 сребрени медали во кати и во борби во категоријата плюс 45 килограми и го освоих пехарот за најдобра такмичарка во борби. Сега се подготвуваме за Тигар, кој ќе се одржи во сабота во Скопје и се надеваме за злато. Јас се гледам како успешна каратистка понатаму и верувам дека ќе имам уште многу успеси. Каратистите на Партизан освоија 4 златни, 6 сребрени и 24 бронзени медали во двете категории борби и кати. Златни медали во категорија борби освоија Димитар Јакимов во категоријата до 70 килограми, Ангел Паунов во истата категорија, Кристијан Грозданов до 35 килограми и Ѓорги Петров до категоријата 45 килограми. На турнирот учествуваа 480 надпреварувачи од Србија, Бугарија и Македонија. Викендов се играше 14-тото коло во третата фудбалска лига во која Осогово ремизираше на гостувањето во Делчево. Во првата лига за жени пак, Кочани во Струмица избори висока победа од 6:1 против Истатов. Екипата на ЖФК Кочани во саботата гостуваше во Струмица и победи со 6:1 во надпреварот против домашната екипа на Истатов. Струмичанки не беа сериозен противник за нашите девојки, а доминацијата на гостинките од Кочани се виде уште во првото полувреме, во кое тие веќе водеа со 3:0. Резултатот беше откриен уште во 4-та минута, кога Спировска ја затресе мрежата на домашните фудбалерки, а 2 минути подоцна тоа го направи и нејзината клубска колешка Петровиќ. До крајот на средбата, Спировска даде уште 2 гола, а по еден погодок за гостинките постигнаа и Чубриновска и Митревска. Следното коло во првата фудбалска лига за жени се игра в сабота на 2 април, а екипата на Кочани ќе паузира со оглед што требаше да одигра средба со екипата на Младост Иднина С од Оризари, која, како што веќе е познато, се повлече од настапите во првенството. Во неделата се одигра и 14-тото коло од првенството на третата лига Исток. Фудбалерите на Осогово имаат тежок меч на стадионот во Делчево, каде се сретнаа со Брегалница Голак. Сепак, жолтосините играат добро и не дозволија да бидат поразени, односно извлекоа нерешен резултат од 1:1. Раното водство на домакините, кои први дадоа гол во 9-та минута од надпреварот, не ги демотивираше нашите фудбалери. Тие играат цврсто и во еден од нападите во 79-та минута, преку Аксентиев го изедначија резултатот. Со поделбата на бодовите, делчевци остануваат на 5-то место на табелата со вкупно 22 бода, а Осогово со 18 бодови го дели 7-то место со Напредок Здравје. Во следното 15-то коло, жолтосините ќе гостуваат во Виница на надпреварот со слога 1934. Со прогнозата за времето ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.